Благодарам. Тема која што и сам кажавте, вие предпоставувате дека не се брани и мислите дека ете ако ја отвориме оваа тема и ако разговараме на ова прашање, некако ќе може да ја смените перцепцијата во јавноста за вас. Но тоа кое што укажува се две вистини. Прво, дека покачување на плати има и ќе има. Тоа е една вистина која што може да се докаже со факти и бројки. А второ е, секој еден кој што ќе излезе да збори од оваа говорница за било која тема, представувајќи ја политичката партија од која што доаѓа, треба да се повика на одреден кредибилитет. Сега, ако искористам тоа што го кажа вашата колешка до оваа говорница, не зборуваме за некои историски времења, туку за нешто што се случило пред година и половина-две, тогаш каков кредибилитет има СДСМ да бара покачување на било која плата во државава, која што за 7 години владење дојде до историски минимум од 125.000 гласа. Ајде да споредиме две работи, односно три. Прво, СДСМ ја напушти власта кога барањето на синдикатот беше 400 евра минимална плата. Исто како што ги бркавте пензионерите, така тогаш ги избркавте и работниците. Тоа е една работа. Втора работа, зборувавте вчера и за некои прехранбени продукти, правевте тука пресметки. Ајде објаснете и на јавноста зошто тогаш вие го зголемивте ДДВ-то на основните прехранбени производи за над 1000 производи за 5%. Еве уште едно директно прашање. Не можеме ние тука да се однесуваме како аналитичари и како експерти. Треба да имаме одговорност. Еве да ве прашам вас директно прашање. Колку колективни договори вие лично за покачување на платите како председател на собранието склучивте со институциите во кои што собранието е основач? Реално, да, вие. Заради тоа што еве го господинот позади мене склучи два колективни договори со високото образование и со МАНО. Тој кој што беше председател на собранието исто така пред вас и тој склучи. Колку склучивте вие? Затоа, ајде да дебатираме за повисоки плати ќе има, но да знаете дека кога тука ќе се крира политика и кога ќе сака некој да се покаже дека се грижи, а кога бил на власт не правел ништо за работниците, има луѓе кои што ја знаат вистината. Така да, во оваа држава ќе расте и просечната, и минималната, и сите плати, затоа што ние имаме план. На крајот од денот, најдобрата, најважната и најсуштинската минимална плата е таа која што ќе биде реално исплатена. А во понатамошниот тек на репликите, и еден по еден како ќе ги отварате тезите и ќе ви кажам за колку беше реално исплатена минималната плата во вашето време, за колку беа исплатени и покачувани сите плати во вашето време, како и на крајот ќе поентираме. Така да работниците треба да знаат, нема повеќе неисплатени плати, нема повеќе недостоинствени услови за живот, има луѓе кои што се грижат за нивниот стандард. Благодарам.